Саботни вести во 15 часот на Сител. Бројот на повредени од трагедијата во Кочани надмина 200. Нови 6 пациенти вчера се хоспитализирани на токсикологија во Скопје, со што во македонските болници во моментов на лекување се 54 лица, а останатите се во странство. Сите во стабилна, добра состојба. Наредната недела веќе планираме нови исписи на пациентите од понеделник, вторник. Генерално се изгореници, некаде имаме искршеници кои што можеби ќе треба, некои ќе стојат подолгу, кои што треба да се оперираат. Изгореници на слузокожа, на дишни пастиста, токсичност. Нели вчера, не знам дали ви кажав, има 6 нови пациенти кои што не беа пријавени, а се пријавени вчера во клиниката за токсикологија и ги следиме таму кај што треба и ги лекуваме како што. Дел од повредените пациенти кои се лекуваат во странство од следната недела ќе се враќаат во земјава. Во моментов 114 пациенти се лекуваат во 14 држави. За семејствата на сите пациенти владата вели дека се покриени сите трошоци, а од вчера се исплаќаат и пари од донациите во Црвениот крст. Од идната недела ќе почне враќањето на првите пациенти настрадани од пожарот во Кочани и испратени на лекување надвор. Само 6 во многу критична состојба, да се надеваме дека таа бројка нема да се покачи со евентуални компликации кај другите пациенти. Некои од пациентите веќе планираме идната недела да се враќаат. Тоа се, барем до сега по информациите што ги добиваме, 5 од вкупно 115 пациенти идната недела ќе се вратат, ќе бидат прифатени прво во клиниките, во трите болници во Скопје, од кај што е испратен и по тријажа направена ќе се констатира дали ќе треба да стојат, да седат уште во болница или можеме да ги пуштиме веднаш дома. Се што е во моја сила и моќ, ќе направам за на нив да им се помогне и понатаму во делот на рехабилитацијата. Веќе имам остварено контакт со неколку мои колеги на држави кои што се подготвени да ни помогнат во овој процес. Наше ќе биде да пренесеме таа порака до здрвствените власти, до стручните лица и понатаму заеднички да процениме која помош ќе активираме и каква помош ќе активираме. Муцунски повтори дека владиниот тим е во постојана координација за помош на настраданите и нивните семејства. Министерот уверува дека останува на одлуката сите потреби и трошоци што ги имаат семејствата да бидат покриени од страна на владата. Донациите се само плюс помош за настраданите, вели тој. Покривањето на трошоците не дозволува тие луѓе да акумулираат никаков трошок. Однапред, ние го резервираме хотелот, ние ги купуваме авионските карти, ги информираме дека за еден мобилен телефон ќе се покријат целокупните сметки во делот на роамингот и сите трошоци што ќе ги акумулираат. Граѓаните добиваат per diem, односно условно кажано дневница, средства што им е потребно секојдневно за некои тековни трошоци што настануваат. Не е лошо што граѓаните помагаат, но истовремено граѓаните треба да знаат дека државата мисли на секој поединечен трошок што може да настане во оваа хипотетичка ситуација. И ние, барем во делот на тоа што е наша обврска како влада, бидејќи на крајот на денот располагаме со средства на буџетот на граѓаните, на вас, на тие родители кои што се таму, не смееме да дозволиме овој дел од процесот, од медицинското лекување до сите логистички трошоци, до сите трошоци за патување, да бидат средства собрани од донации. Во меѓувреме, не престануваат донациите што граѓани, фирми, општини, институции ги уплаќаат на солидарната сметка на Црвениот крст за настраданите во страутниот пожар. До утрово се собрани речиси 52 милиони денари или близу 850.000 евра, информираат од организацијата. Од нив Црвениот крст од вчера почна исплата на итна и првична помош по 150.000 денари на сите зафатени од несреќата, но тоа нема да биде единствената помош што тие ќе ја добијат. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, може да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Се прават подготовки за враќањето на дел од пациентите во Македонија. За дел од нив ќе биде потребно подолготрајно лекување. Се координираат и матичните лекари за отворање на боледување. Лекувањето на сите наши повредени во странство, сите 115 е на сметка на државата Македонија или на сметка на државите кои ги презема. Значи, има 100% покриеност на болничкото
лекување и било какви други информации не се информации, туку се дезинформации. До сега 188 лица се згрижени и сместени. Свесни сме дека оваа трагедија носи неочекувани финансиски тешкоти. Затоа, како институции, вклучени во овој процес, донесовме одлука за секој настрадан да му биде исплатена сума од 150.000 денари како итна финансиска помош за покривање на почетните и секојдневни трошоци. Се проверуваат сите видови лиценци издадени од сите институции, велат од владата. Вчера министерот за транспорт информираша дека веќе се пронајдени над 90 или речиси 100 фирми од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање кои не исполнуваат услови согласно закон. За сега е непознато каква е состојбата во другите сектори. Во овој момент сите податоци со кои што располагаме дека сите надлежни институции работат на терен активно да проверат каква е актуелната состојба. Во текот на денот и во текот на следните денови ќе продолжиме да информираме за тоа кога биле издавани лиценци, какви се, дали ги исполнувале минимално техничките услови, се ќе биде на увид на јавноста. Затоа што повторно ќе кажам, од оваа трагедија ние не можеме да останеме само на зборови. Наша обврска како влада е да превземеме активности. Премиерот Мицковски денеска посети сопругата и семејството на Иле Гоцевски, возачот на брзата помош кој трагично почина по помошта што ја пружи на повредените во трагедијата која се случи во дискотеката Пулс во Кочани. Мицковски изрази почит и благодарност за храброста и пожртвуваноста на Иле, кој цела ноќ се посветил на помагање на повредените, оставајќи траен пример за хуманост. Во својот Facebook статус премиерот нагласува дека во време на национална тага, храброста и човечноста на луѓето како Иле Гоцевски служат како инспирација и потсетник дека вистинските херои не носат оклопи, туку имаат срце исполнето со љубов и пожртвуваност. Иле замина тивко, но зад себе остави пример кој нема да го заборавиме. Мојата почит и поклон за него, почит и до сите што несебично им служат на граѓаните. Вечна ти слава, Иле, напиша Мицковски. Полицијата вчера и денеска лиши од слобода две одговорни лица во угостителски објекти во Скопски центар, бидејќи пуштале музика за време на 7-дневната жалост. Во Скопје на 21 и 22 март полициски службеници од СВР Скопје ги лишиле од слобода 26-годишниот ФА од Скопско и 22-годишниот ВВ од Скопје поради основано сомнение дека сториле кривично дело по членот 387 од Кривичниот законник. Тие како одговорни лица во угостителски објекти во центар пуштале музика за време на 7-дневната жалост прогласена од владата, соопшти Министерството за внатрешни работи. По документирање на случаите против нив ќе бидат поднесени кривични пријави во врска со овој член од Кривичниот законник. Членот 387 од Кривичниот законник се однесува на делото организирање отпор и гласи: тој што ќе организира други на отпор или на непослушност према законити одлуки или мерки на државен орган ќе се казни со парична казна или со затвор до 3 години. Претходно приведени беа и двајца 18 годишници кои славеа роден ден со огномет во центарот на главниот град. Општините почнаа со контроли на стамбените згради за проверка на функционалноста на системите за противпожарна заштита. Според информациите, такви контроли се во тек во речиси сите општини и во главниот град и низ државата. Инспекцијските служби на општина Аеродром во текот на минатата недела извршиле контроли на околу 100 гостителски објекти кои работат на територијата на општината, а откако ќе бидат обработени податоците собрани од терен, ќе се изготви анализа за состојбата со исполнувањето на законските одредби и подготвеноста на објектите за вршење на угостителска дејност. Општина Аеродром соопшти дека изготвила и план за контрола на хидрантските мрежи во стамбените згради, пристапите како и излезите од објектите за колективно домување. И од понеделник во соработка со куќните совети и управителите на стамбените објекти ќе почне инспекција за состојбата во зградите. Вчера, по барање на градоначалникот на Центар Горан Герасимовски, и во Центар се одржал состанок на штабот за заштита и спасување на општината, каде што се разгледувала безбедносната состојба во оваа општина и биле предлагани мерки за подобрување на сигурноста и заштитата на граѓаните. Инспекторот за домување добил насоки и задолженија во текот на следната недела да закаже состанок со управителите на стамбени, стамбено-деловни, деловно-стамбени згради, како и со регистрираните заедници на сопственици во врска со почитувањето на пропишаните норми и стандарди за домување, особено во делот на заштитата и спасувањето.
Контрола и проверка на стандардите за безбедност во главно во угостителските објекти како прва фаза. Бараат инспекцијските служби, односно вршат проверка на повеќе од десетина документи и елаборати кои што треба да ги имат угостителските објекти заради непречено функционирање. Завршена е првата фаза, посетени се сите угостителски објекти, во моментов се прибираат потребните документи и податоци. После што ќе следи анализа на прибраните документи и соодветно на анализата и добиените податоци од угостителските објекти ќе преземаме соодветни чекори во насока на превенција од несакани последици. Паралелно на тоа издадов изложение на основните училишта и детските градинки во рамки на општина Аеродром да извршат проверка на елаборатите за противпожарна заштита, на плановите за евакуација. Морам да истакнам дека сите училишта и детски градинки имаат елаборати за противпожарна заштита и изготвено планови за евакуација. Веќе од понеделник продолжуваме по стамбените згради, односно во соработка со стамбените управители и куќните совети на стамбените згради, проверка на исполнителство на минималните стандарди од аспект на противпожарна заштита, односно дали хидрантите се во функција, дали постојат противпожарни црева, дали излезите за евакуација и противпожарните скали се ослободени. Од понеделникот па навака се изречени отприлика 22-3 глоби. Значи тука спаѓаат кафичи со летните тераси, непоседување на одобрение за урбана опрема. Тука спаѓаат градилиштата, каде што имаат оставено градежни шутеви на самата улица на јавната површина. Тука спаѓаат возилата со валкани тркала што излагаат од возилата, бидејќи не се спроведува чистење и перење на улиците. Контактирана е дирекцијата за заштита и спасување и мислам дека се во ред, дека сме на територија на општина Центар проверени во однос на противпожарни уреди и на хидрантски мрежни инсталации. Тоа беше се во ова издание на вестите, следното е во 16 часот.